почитувани гледачи, поздрав од студиото на Нет през телевизија. Денешен нас соговорник и гостин е легендата на женскиот ракомет во Македонија и моментно тренер на женскиот ракометен клуб во Вардар, Индира Кастратовиќ. Инди, здраво. Здраво. Како си? Одлично. Веќе 3 дена во Македонија, ако не се лажам, вратени назад. Какви се првите импресии после освоено трето место во Лигата на шампионите? Па добро, пред сега поздравам сите гледачи на вашата страна и нормално импресии се супер. После прва година да се направи таков успех да дојдеш на еден Final Four, да освоиш третото место, мислам дека требаме и ние и цела македонска јавност да бидеме задоволни, мислам дека луѓе се и задоволни по нивните реакции, по сочување, мислам дека е стварно големо после толку години пак женскиот ракомет да се враќа во државата. Така некако имаше еден период во тој неуспех на кометал Герче Петров, па еве сега се до освоено трето место, како е напразнена во женскиот ракомет, некако како да позаборавивме како да се радуваме со женските ракометарки. Благодариме нели секако што ни овозможивте повторно. Кои беа првите коментари кога се вративте во Македонија? Имаше ли, дали беа позитивни, имаше ли некои негативни? Да знаеме, ние како македонци сме емотивни, секогаш бараме нешто повеќе, главни сме за успеси. Можевте повеќе, дали ви како второ, прво место? Па добро, не, нормално. Веројатно и да коментираат за себе, никогаш за... Али мислам дека луѓето кога слегна малце, нормално и ние сакавме да влеземе во финале. Апсолутно знаеме каков надпревар беше со будуćност и нормално дека тој ден кој после тој надпревар беше многу тежок, беше многу и психички и физички, смогнавме сила, јас секогаш на девојки цела ноќ зборевме да мораме вториот надпревар да изиграме, да тоа биде онако како што треба, пошто друго е кога ќе се вратиш со победа, друго е кога ќе бидеш четврти. Нормално е дека не само македонска јавност, него и ние сами сакавме. Отидовме таму да направиме што подобар резултат. Мислам дека оно што се дешаваше таму, дека тоа се некои работи што ние не можевме да велуваме, али мислам дека за прва пак ќе се навратам, дека за прва година третото место е стварно многу голем успех. Така, значи коментарите беа позитивни. Ете го спомнате например за будуćност. Првото полувреме, што се случи? Што беше она што ги запрете ракометарките на Вардар да одиграат како што знаеме сите дека знаат, односно како што одиграа во вториот дел? Дали беше нека психолошка бариера или можеби нешто друго беше во прашање? Не ќе многу да коментирам, јас сум тренер, не сакам да коментирам многу за тој надпревар, јас само ќе кажам, луѓето ќе сватат што е, дека на вториот надпревар суди ни дозволија да играме ракомет. Јасно, дека е јасно што се случуваше. Сепак, ете, ќе се навратам на тој втор дел. Ракометарките изиграа на вистина како што реков, нели сите знаеме дека знаат и можат и можеби, ете како што каже, имаше и некоја виша сила тука што се погрижи да биде резултатот каков што е. Меѓутоа како да ни фалеше и доза нијанса на среќа во тие завршни моменти, за да го направиме оној конечен последен чекор и да се пласираме во финалето. Па добро, секогаш нормално гледавте сите како беше надпревар. Тврд, јак, најмалку беше ракомет. Мислам дека девојки мои можда под... Не знаете што се случуваше, значи многу работи беа таму, нормално е дека треба среќа. Да се навратам на тоа што ми каже, нормално е дека треба среќа. Денес имаш среќа, утре немаш. Значи, тоа се едни мали нијанси што кажав ја дека кога тргнавме тука, дека нијансите ќе одлучуваат кој ќе победи, дали ни или будуćност, и така се и деси. Видовте и сами дека имаше многу малку голови за денешниот ракомет, многу малку голови имаше за 60 минути, 16-16 беше. А после кога се продолжеците, тука се веќе нијансите и тука е веќе среќата. Јас се надевам дека ние следна година ќе бидеме многу појаки и дека ќе направиме еден чекор напред. Напред, пласмо во финалето, зашто да не титулата првак на Европа. Добро, наистина ме изненадија многу грубо игра од ракометарките на будуćност. Јас ќе кажам, можеби во машкиот ракомет некако сме научени да го гледаме тоа, меѓутоа наистина ракометарките на будуćност негативно изненадија во однос на тие фаули. Не коментирам многу, значи анализиравме доста и знаевме дека они играат многу цврста одбрана, ама не очекував баш така дека ќе биде, така да
и ќе наставиме да анализираме, ќе видиме што е све. Значи, ние гледаме и нашите, ние првото полувреме не изигравме онака како се очекуваше, можда и притисок, можда и начинот на одбрана како што играше Будуćност, можда и изненади мои девојки, али пак е тука време кое треба да изанализираме и да најдеме и нашите грешки, да најдеме да извлечеме поука од сето тоа. Сепак оно што станува е дека навистина смогнаа Силен после полувремето и се вратија од мртва позиција кога и никој не очекуваше. Не, секој чест за тоа. Што се случи во момент со шутот на Николич, со повиканието тајм-аут, наистина многу луѓе ги интересира. Знаеш како, они сега, Јуле, кога даде гол, они мислеа дека јас у тој момент дадов тајм-аут. Не, јас тајм-аут дадов 10 секунди пред тоа, само суди што не изреагира одма, што не беше полна сала, не можеше да се види. И затоа народ изреагира како што изреагира, така да, значи имаше 10 минути додека јас го спуштив, додека делегат стана да ги викне, они не слушна, значи помина доста време, така да и утре исто би тоа направило. Народ, знаеш, те даде го, тоа се ситници кои Добро, и најверојатно никој не очекуваше да погоди од таа далече на како што погоди. Па добро, сега се дешава, нормално е, и тоа ќе изанализираме и ќе видам, така да тоа е тоа, мислам дека случајност, значи беше тоа. Да. Така. Веќе поминато беше доста време од кога јас спуштив тајм-аутот, така да не се осеќам. Еден нормално тој момент ми беше тешко на сите нас, али тоа е спортот, тоа е не се осеќам воопшто крива затоа што беше 10 секунди пред тоа, пред да и тргне на кај го, немаше ни деветераци, јас веќе спуштив тоа, така да. Они натпревар со Митиланд, после оние два нели тешки натпревари што ги изигравте со еден гол разлика, значи и победа и пораз, можеби повеќето нас очекуваа да повторно да има Вардар еден тежок дел за третото место, меѓутоа некако нели на позитивно изненадување, навистина можам да кажам лесно се справивте со Митиланд. Можеби така изгледаше тоа пред малите екрани, на терен можеби сосем нешто друго се случуваше, меѓутоа некако навистина лесно како да рекам Митиланд не е во таа, како да кажам, во таа друштво на екипи на Вардар, на Гер, на Будуćност. Па добро, може да делуваше, али ние после натпревар со Будуćност, додека сето тоа слегна, имавме доста разговори, јас и поединачно со девојки, и седнавме и разговаравме да треба да смогнеме сила. И да покажеме на народ дека ние стварно заслужуваме да сме тамо и заслужено дојдовме на Final Four. Сакав и секогаш им кажувам дека секогаш и подобро да се вратиш дома со победа, да им покажеме дека ние знаеме дека имаме ракомет, дека ден пред тоа што беше, не беше ракомет, не со наша вина, а кога искочија девојки, значи кога искочија на теренот и кога почна натпревар, кога мотивација им беше на високо ниво, јас бев пресретна и бев горда на сите од прва до последна како издржа тој натпревар и како, пошто сами кажавте дека ние со Митланд имавме проблеми, они се многу јака екипа, они со Джер нема многу тежок натпревар затоа што знаеа дека нема толку шанси да поминат. Мислев дека они ќе бидат одморни од нас. Ние игравме 70 минути, игравме такав натпревар како што игравме, али моите девојки стварно смогна сила, се крена и изигра еден од подобрите натпревари во цела сезона. Добро, засилувањата за следната сезона, барем до овој момент, Алтхаус, Лазовиќ, Пензиќ, навистина ете се работи за 3 измодрени ракометаки, нешто да ни кажеш повеќе за нив или за можеби некои потенцијални други засилувања? Па не, нема да има други засилувања, тоа се тие 3 девојки кои ние ова година немавме баш многу класични бекови шутери. Мислам дека ми тоа фалеше и дека следната година, затоа и кажувам дека ќе бидеме многу посилни. Знаеме сите кој е Пенезиќ, знаеме Лазовиќ игра за репрезентација на Словенија, она е левак, Пенезичка е лев бек, значи стварно паритетни играчи и нормално пивот Менкал Ања, која игра и перфектно отбрана и да, место Џокиќ која се пензионира, како ружно звучи. Се повлекува од ракомет. Реши да се посвети повеќе на семејството. Значи, за следната сезона Вардар ќе биде навистина засилен и нели баш како што спомна претходно се очекува тој чекор повеќе да се направи. Да се надеваме, нормално, секогаш
првата година, ние ова година направивме стварно многу, што можда никој не очекуваше. И сега автоматски си направивме работа за следна година да мораме чекор повеќе. Но нема вака исто очекува. Пошто сите на почеток кога почнавме, да, добри се играчи, многу 14 играчи дојде нови, треба тоа се да се компонира, треба тоа да се направи една атмосфера, нема они кој знае дали ќе поминат и квалификации, па ако влезат това, знаеш и све и некако ние одевме и сега сами си направивме работа да мораме следна година. Си направите притисок на следната година. Да, ама убаво е, со притисок секогаш е добро да се работи. Навистина ќе го спомнам председателот Самсоненко. Може би ќе кажем дека најнесретен во целата ситуација, бидејќи двата клуба, негови и машкиот и женскиот, некако на сличен начин, слична судбина ги снајде, буквално нијанси да решаваат за судбината на нивниот пласман, понатаму женскиот ракометен клуб за во финалето пласманот, Вардар за пласманот на Final Four-от, некако на преварите беа сосем слични, слабо прво полувреме, па извонредно второ полувреме. Може би ќе спомнам, Самсоненко е најнесретен во целата ситуација но што се случи. Па добро, несретен, ама и пак и сретен, они затоа. Нормално така, да. Нормално, значи човекот кој стварно вложува и кој не се предава на некој, мораме да разбереме дека сега и за Европа е 3 клуба од Скопје и за нив е тоа и 3 клуба која, да кажам, далеку достигна. Значи, веројатно треба и време. Ние направивме многу. Господин Самсоненко стварно вложува и целиот и посветен на ова работа и мене ми е драго, еве они следна година, значи ќе имаме уште повеќе и Вардар машки ќе имат појачување доста. Не застанува таму да видиме каде се нашите грешки, не застанува тука, него иде да направи уште што посилни клубови. Нормално е дека преко за една година ретко кој може да направи такви успеси и треба да бидеме и презадоволни и ова година прва што е откако он превзел Вардар, дека направивме ваквите резултати. Јас се надевам дека секоја година ќе биде све подобро и цела Македонија ќе ужива во надпревари кои ќе се дешаваат токму година. Сепак ова е еден нов проект кој само ќе расте, да се надеваме сите. Ете некако се да кажа оно што веќе сите го знаат, дека не само во ракометот во било кој спорт мора да се вложи за да се добијат тие успеси. Значи, знаеме пред години кога Кометов успеа да освои таа шампионска титула, господин Трифон Костовски вложуваше во клубот, еве сега исто е со господинот Сергеј Самсоненко. Сакав да те прашам дали можеше на паралела да направиш од тој тим на Кометал до овој тим на Вардар. Што е тоа што ете можеби тогаш Кометал го натера, тоест успеа да освои таа шампионска титула, сега му фалеше на Вардар. Добро, не можеме да споредуваме затоа што Кометал 8 години чекавме да освоиме титула. А сега се појави Вардар кој сакаме све за една година. Значи ние после 6 години, 2000-та година бевме прв пат во игравме финале. А 2002 освоивме, а 94-та господин Трифон Костовски го превзема Кометал. Значи тоа се години, имаше многу години и успони и падови, затоа викам, ние Вардар за овај краток период, ние сите викаме година дена, ама јас ќе кажам дека не е ни година дена, ние од август почнавме. Значи тоа се 9 месеци, уште помалку и мислам дека стварно треба да бидеме и ние у клуб и сите луѓе и македонска јавност да биде задоволна. Не може сакаш да споредам Кометал и Вардар, тоа се два различита времења. Пред се. Така да сосема различно беше тогаш, сега е сосема поразлично. Така да не можам да ги упоредам, да ќе видиме со време. Значи треба и време и на Вардар да видиме како ќе оди, што ќе оди. Сега за сега стварно оди да куцнам. Супер. Оди све супер, така да не би сакал да За момент, значи кога ете како што кажа и ти, значи на почетокот Вардар почна споро, значи чекор по чекор во Лигата на шампионите, меѓутоа како одеше понатаму и самата јавност некако ете баш затоа го пустив тоа прашање како да се потсети на времето кога Кометал освои титулата и ете таа надеж ни се врати дека можеби Вардар ќе успее. Сега сме презадоволни, значи трето место за еден нов проект, 9 месеци како што кажа, е извонреден успех, не знам дали успел на некој друг клуб, меѓутоа нели секако ние ќе продолжиме да поддржуваме како и досега и многу повеќе и ќе да се надеваме дека Вардар ќе оди се до самиот врв. Добро, ете Кометал, значи тоа беа твоите играчки денови, сега ова се твоите тренерски денови. Една мала компарација, многу ми навикаат дека
многу ми навелат нели дека тренерскиот живот, да кажеме, тренерската кариера е многу потешка од она играчката. Да ни кажеш нешто за тоа? Не може да се поредат. Значи, сега ги разберам тренерите. Што ми беа на мене тренери, не може да се поредат. Стварно, играчка и тренерска, како тренер мораш да се фокусираш на многу работи. А како играч одиш на тренинг, одработуваш своje, ако не те оди тренер ке те извади, значи тоа се моменти ти се мотивираш како играч, нормално и нервоза и стрес пред надпревари, сите тие работи, ама како тренер многу е повеќе. Значи, јас кажав и неколку пати, како играч влегуваш, имаш противника кој треба да го решиш или со пак не си сам, тој пак е екипа цела, а како тренер мораш да своите 16 ракометари, 16 ракометарки од друга страна, тренери, судија, сите работи мора да бидеш приправен, да бидеш сконцентриран, да знаеш тачно во моментот што се случува и како треба да изреагира. Значи не може стварно не може да се поредат и не би ни можела да кажувам овој вака или овој така, пошто играч апсолутно дека има голем утицај, голем дел и утицај играч, али како тренер тие се работи што се изван терен, што мораш и изван теренот многу анализи, многу се прават анализи на други, сега е друго време, анализи на секој напревар, анализи на секој ракометар, анализи на сите случувања на суди, значи за све мора да се води сметка, така да не може да се поредат. И сепак на крајот во глобалот ќе говорам, значи тренерот е дежурен кривец за секој неуспех. Апсолутно, тоа е нормално, јас сум и свесна тога. Значи, кога победуваме, јас секогаш играч се тие што победуваат, а кога се губи, нормално е дека ќе преземам цела одговорност, затоа што тренерот е тај кој треба да биде крив за се. Така. Добро, еве за крај само да ни кажеш, некако репрезентацијата на Македонија, женската ракометна репрезентација, како да има патега некаде последниве неколку години, дали кој е моментот да кажам кој ќе направам споредба со минатата вашата генерација кога освоивте на 7 место, да не говорам за тенат прво за Данска, бевте мислечни единствена репрезентација што успеа да одигра нерешено со тогашниот и победите се извинувам да со Млад бил пас. Европски prvak, така. Што се случи, што е она што тргнете, ќе кажам, во надолна линија во женскиот ракомет, во репрезентативниот? Па добро, ќе излечеш нормално целото тоа што сега кажувавме, значи Кометал кога дојде 94-та година, автоматски после 97 година имаше нешто репрезентација. И после имаше еден континуитет, затоа што и Кометал како клуб имаше континуитет во Европа. Исто така, мислам, после, значи од 2000, ајде да кажем 2008 беше европско првенство кај нас, 2009, од тој период кога, значи едно 5 години, нема клубови кои се такмичат во Европа. Металург имаше екипа, ама не можеше играше квалификации, ни еднаш не влезе во Европа. И со самото тоа и репрезентација трпи и клубови нормално. И кога, еве сега Вардар, јас се надевам дека за 2-3 години пак имаме еден успон у женска репрезентација, како што е и у машка. Еве гледате два клуба се Вардар и Металург и репрезентација функционира на високо ниво. Веднаш репрезентацијата бележи успеси. Дали Македонија има база во оние млади категории ракометни, говорам за женскиот ракомет, дали имаме на иднина во ракометот во однос на младите категории, дали имаме доволно таленти на кои ќе може да се надеваме или да се потпреме во однос на успесите во иднина? Па има доволно таленти, јас нели бев и пред тоа со деца, со младинки, со пионерки, има доста деца, има доста квалитет, само пак се навраќаме на тоа дека треба малце повеќе, кај нас многу малку клубови игра во Суперлига. Ние имаме два клуба, има Металург, два клуба има Вардар, има Прилеп и Кожувчанка Штип. Значи тоа е многу малку да би се разви. Треба што повеќе спонзори да има и во други клубови, во други градови каде има многу повеќе талентирани деца. Стварно има во една Битола, не смеме да заборавиме, нема. Битола знаеме и Струга, каде беа сите тие ракометари, од каде и ракометарки, од каде најмногу доаѓаат. Што повеќе, значи без финанси, без средства, без влошување, не може ни да има некој голем
напредок. Јас се надевам дека луѓето ќе го осетат тоа сега после ова година, после 3 клуба која беа во Европа, која Скопје се знаеше по таа 3 клуба, се надевам дека луѓето ќе осетат и ќе најдат некои кои ќе најдат себе си да може да вложат во клубови. Така, се надевам сите. Добро, Индира, ти благодарам многу за денешното гостување. Ти посакувам тебе на целиот женски ракометен клуб Вардар многу успех во иднина и да се надеваме дека следната сезона ќе се надгради овој успех и дека сите ќе се радуваме уште повеќе од ова сега што се радуваме. Благодарам и на вас и на поканата и се надеваме. Ние за тоа работиме. Така.